Ниски температури со сигурност, но веројатно не и најстудена зима во последните години, се прогнозите на пензионираниот метеоролог Борис Секирарски од Куманово. Тој вели оние надписи за најстудена зима во последните години повеќето се однесуваат за Северна Америка. Застудувања ќе има и во Европа, пред се во Западна Европа, но укажува дека ние сме на југот, така што да, не очекуваат ниски температури кои што и веќе ги чувствуваме. Секирарски за македонската телевизија објаснува дека овие 3 години се најтопли, продолжуваат промените на климата, затоплувањето и тоа веќе значајно го чувствуваме. Летата вели се потопли, но врнежите многу поинтензивни, за краток период наврнуваат поголеми количества кои ги чекаме подолг период. Земјата е сува и одеднаш добива големо количество воден талок кој доколку не сме подготвени ќе се излее, што исто така веќе се случува и во нашето подрачје. Климатските промени, укажува, придонесуваат и за загадениот воздух, но прашањето кое што укажува се наметнува е колку ги користиме алатките кои што ги нуди модерното време, обработката на податоците, прогноза за воздухот, на време да ги информираме граѓаните што да очекуваат наредните денови, да бидат подготвени дали се очекува загаденост. Тој создаде алатка на која секој ден ги информира граѓаните за очекувања за идниот ден, освен прогнозата и известува и за климата. Направи и анализа за 30 годишен период за месец ноември. Резултатите покажале дека студено јадро во Централна Европа, мало застудување во однос на 30 годишен просек имало и во Централен Балкан, конкретно како што рече во Босна, а целиот Црноморски басен многу се затоплил во однос на повеќе годишниот просек. Предлагам овде, доколку е подготвена, да ја погледнеме изјавата на Секирарски. Промените на климата значат потопло, значи поголем број на топли денови, повисоките температури значат повеќе испарување, повеќе испарување значи повеќе влага во воздухот која брзо се издига нагоре. Тоа значи создавање на облаци кои дават поројни врнежи. Ова, пак понатаму продолжувам, е екстремизирање на климата. Поекстремна е климата, значи имаме долги сушни периоди и во топлиот дел од годината, а исто така имаме кратки и брзи наврнувања со врнежи кои многу поретко сме ги гледале во минатото. Јас сега земав еден индекс, го земав индексот кој го пресметува американската ЕПА и го применив и за нашиот регион. И сега секој вечер имаме едни јавувања кои се малку пионерски, но може би и се корисни за граѓаните, сепак за ова подручје на државата, подрачје. И тука може тие да добијат представа што ќе се случи топрва, што е во текот на денот и што во следните 2 дена. Постојаното известување на луѓето им дава можност да си планираат како ќе се однесуваат. Да, тоа беше изјавата на поранешниот метеоролог, пензионираниот метеоролог Секирарски, кој укажа и дека надлежните мора да размислуваат, освен прогнозата за време, да се разработи и алатка за прогноза за климата. Целта пред се рече е и заштита на самите граѓани, самото население да знае како да се однесува во деновите кои што ни предстојат. Укажа дека ќе продолжи колку што е во можност секојдневно да ги информира граѓаните на својата алатка, на својата социјална мрежа.